Во тек се активностите за реконструкција на дел од спортската сала во основното училиште Страшо Пинџур во општина Карбинци. Според најавите на градоначалникот Виктор Пунов, планирана е обнова на подот и плафонот, како и поставување на нов епоксиден под, кој ќе го согласи објектот со современи стандарди за вакви простории. Овој проект е дел од програмата на Министерството за образование и наука, каде што Карбинци е една од општините што ќе биде опфатена со реконструкција на училишните објекти. Работите се очекуваат да започнат во следните денови, а завршувањето на проектот се планира за септември, кога учениците ќе добијат нова модернизирана сала за настава и спорт. Во тек е тендерската постапка за избор на изведувач за реконструкција на дел од спортската сала, односно училишната сала овдека во Централното училиште Страшо Пинџур во Карбинци. Она што ќе се работи во следниот период ќе биде реконструкција на подот, ќе има едно модернизирање на епоксиден под според критериумите на една ваков објект како што е оваа училишна сала и реконструкција на плафонот, односно кровната дел под кровната конструкција кој што го опфаќа овој проект. Овој проект е во рамките на 15 проекти од страна на Министерството за образование и наука, кои што ги финансираат директно од буџетот на владата и ќе биде Карбинци една од општините кој што ќе биде опфатена со еден ваква мерка, односно проект. Она што е важно е дека во следниот период ќе започнат овие градежни активности и веќе од месец септември ќе имаме можност да учениците и сите оние кои што ќе ја користат да имаат можност да користат една нова, модернизирана, реконструирана спортска сала и во нашата општина. Буџетот за целата реконструкција изнесува околу 1,5 милиони денари финансии обезбедени од државата и Министерството за образование и наука, рече градоначалникот Паунов. Како што истакна тој, очекувањата се дека работите ќе се одвиваат без потешкоти. Буџетот со кој што ќе биде извршена оваа интервенција ќе изнесува некаде 1,5 милиони денари, целосно финансии обезбедени од страна на буџетот на државата и Министерството за образование и наука. Очекувам активностите брзо да започнат и да се одвиваат без дополнителни потешкоти, за да веќе од месец септември, како што најавив, да имаме една нова сала реконструирана и со можност да учениците ја користат непречено во своите училишни активности, но и надвор од истите да може да биде на располагање за поширока намена на нашата територија на жителите од Карбинци. Инаку градоначалникот Паунов дополнително информираше дека се во тек и постапките за неколку улици во општината. Ќе се реконструираат и градат 5 нови улици во селото Аргулица, во Таринци и една во селото Горни Балван. Активностите според него ќе започнат најдоцна за 15 дена.